Има едно познато име, Алфред Нобел, вероятно повеќето од вас сте чуле за него, шведски научник кој што го измислил динамитот. Во една прилика некој новинар погрешно разбрал дека Алфред Нобел умрел и тоа решил да го објави во утринскиот весник. И Алфред се разбудува тој ден, оди си зима весник, чита и што ќе види? На насловната страна со големи букви пишува за него. Но насловот кој што стоел посебно го шокирал. Пишувало: денеска умре трговецот со смртта. Ова било напишано затоа што Алфред Нобел, кој што го изумил динамитот, сите знаеле дека динамитот подоцна почнал да се користи во војни и донел многу смрт. И затоа го нарекле заради тој изум трговецот со смртта. Алфред бил шокиран од ова нешто и тој не сакал да биде запаметен по ова име. Не сакал луѓето да го паметат и да го знаат како некој што тргува со смрт или печали од смртта на луѓето. Затоа решил ова нешто дека мора да го промени. И тој решил скоро целото негово наследство и целото негово богатство, дури 94%, да остави за една фондација која што ќе работи на тоа нешто, да наградува луѓе кои што ќе работат за мир или за достигнување за човештвото. И денеска наградите кои што се делат во негово име се познати како Нобелови награди. Така да гледате, тој успеал да го промени ова нешто и денеска Нобел го памтат по Нобеловата награда, а не по динамитот. И за него било важно што луѓето мислат или што зборуват за него. За него ова било важно нешто. И ова ме води до денешната тема за која што сакам да проповедам. Важно ли е што луѓето мислат за тебе? Важно ли е што луѓето велат за тебе? Повеќето луѓе денеска, па дури и христијаните би рекле: ма не ми е важно што луѓето ќе кажат за мене. Ма не ми е битно што сакат нека зборат. Јас ќе си живеам како што си сметам, ќе си живеам како што сакам. И веројатно во голема мера размислувам и сите ние така. Што ме гајле што сакат нека зборат. Но дали е важно што луѓето мислат за нас, христијаните? Ако прочитаме во Евангелие според Матеј, 16 глава, ќе видиме дека таму дури и самиот Исус прашуваше што луѓето мислат за него. Читаме во 16 глава, во 13 стих па надолу, вели: кога Исус дојде во областа Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: што велат луѓето за мене? Кој е синот човечки? А тие одговорија: едни велат дека си Јован Крстител, други велат дека е Илија, некои велат дека е пророкот Еремија или еден од пророците. А тогаш тој ги праша: а вие, што мислите вие, кој сум јас? И Симон Петар му одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто телото и крвта не ти го открие ова, туку мојот Отец кој е на небесата. Гледаме овде еден краток пасус, една ситуација во која што Исус сака да знае што луѓето велат за него, кој е тој. Мислењето на Исус исто така, тоест мислењето на луѓето за Исус исто така му беше важно. Интересно, што луѓето мислеа за Исус? Дали луѓето мислеа дека Исус е некој пијаница, преварант, некој измамник? Дали мислеа дека е некој фанатик? Мислењето на луѓето за Исус беше многу близко до она што Исус беше. Тие Исус не го споредуваа со некој неранимајко, Исус го споредуваа со некој од врвните пророци. Некој за кој што евреите имаа највисоко почитување. Гледате што одговорија тие. Рекоа: па некој велат дека си Јован Крстител.
Јован Крстител во тоа време беше виден пророк по кој што реки народ доваѓа да го слушаат и се крштеваа кај него. Некои велат дека си Илија, еден од пророците, или Еремија, или некој друг пророк. Иако тие нема посебно откровение како што имаше Петар, дека Исус е Синот Божи, дека тој е оној кој што е Месијата, кој што доаѓа да го откупи човештвото од гревот, сепак нивното размислување за Исус беше позитивно. Ти има една позитивна слика дека Исус мора да е некој од пророците. Од каде ја добија таа идеја? Знаете ли? Затоа што го наблюдуваа неговиот живот. Тие гледаа како тој живее, што прави, што зборува, кои се неговите дела, и тие добија една слика за тоа кој е Исус. Ако би требало луѓето денеска да кажат за нас кој сме ние, ако ги прашаме ние како што Исус праша, што велат луѓето за мене, кој сум јас, или што ќе кажат луѓето за мене, што би кажале? Дали би дале една позитивна слика за Горан, за Тоше, за тетка Цаца, за било кој, или описот за мене и за тебе би бил негативен? И треба ли да ни е важно што луѓето мислат за нас? Библијата ни кажува дека треба да ни е важно. Иако може би изгледа ова како неконзистентно, може би изгледа дека често пати ние знаеме да кажеме, ние треба да живееме за Бог, а не за луѓето. Но сепак Библијата ни кажува дека е важно што луѓето зборуваат и што велат за нас. Всушност, ако сакаш да знаеш каков христијанин си, особено за твојот карактер, прашај што луѓето мислат и што луѓето велат за тебе. И дури не само позитивните коментари, често пати и по негативните коментари, луѓето можат да кажат за тебе работи по кои што ќе знаеш дали си на добар пат. Знаете, често пати за нас кога зборуваат, дури во врска со нашата вера, знаат да кажат, овој забегал, станал фанатик, со него не може да се разговара. Ама интересно е кога ќе ти опишат зошто мислат дека си таков, тие ќе кажат, тој секоја недела оди на црква, фанатик станал. Само за Исус зборува, Библијата ја чита. Или, тој не можеш да го начекаш да опцуе, со него не можеш да седнеш за женски да зборуваш. Фанатик веќе не е ни нормален. Сега, луѓето така размислуваат за нештата кои што се библиски вредности. Ама во секој случај, ако тоа го кажуваат за мене и за тебе, тоа е добар знак. Знаете ли, кога луѓето ќе кажат дека сме фанатици затоа што стриктно се држиме до правдата, затоа што стриктно живееме свет живот и не сакаме ни да опцуеме, затоа што не сакаме ни да погледнеме друга жена, ако луѓето за тоа не сметат фанатици и така зборуваат за нас, тоа е позитивна работа. Ако луѓето те сметат фанатик затоа што секоја недела одиш на црква и затоа што редовно ја читаш Библијата, тогаш и тоа е позитивно нешто што луѓето го зборуваат за тебе. Иако тие ќе го кажат во негативен контекст. Кога јас и Даниела стапивме во брак, агенцијата за туризам, всушност сопругата на пасторот не испрати во Лебане на брачно патување. И таму требаше да поминеме околу една недела. И бидејќи Лебане е мало градче, ние прв пат одевме таму, не знаевме каде да ја најдеме црквата, требаше всушност да отидеме кај една жена која што беше верна, и сестра Астерија ни кажа, сопругата на пасторот, рече, кога ќе стигнете во градот, само прашајте каде живее Верка Нововерка. И ние бевме шокирани, викам, како ја така да прашам, тоа е навредливо. Нововерка, не е таа жена Нововерка, таа си е верна, побожна жена, си ја следи висинската вера. Не, вика, така ја знаат у градот сите, само вие прашајте Верка Нововерка, ќе ви кажат одма. И добро, сега, незгодно, не незгодно, кога стигнавме таму, излегуваме од автобуската и првата жена на која што налетавме, јас прашувам, викам, извините да не знаете случајно Верка Нововерка каде живее? И жената онака се насмеа, вика, знам каде живее, знам, многу добра жена, многу побожна жена, вика, ја знам Верка Нововерка, помага на сите у градот, ќе ја најдеш на таа улица, таму ќе одеш. И интересно, иако ја знаеа како Верка Нововерка, описот што го дадоа за оваа жена беше позитивен. Значи, она што луѓето го мислеа во градот, подоцна прашавме и друг човек и тој истото го кажа,
Незината репутација во градот беше позитивна. И тоа е она што ми изненади. Не е важно дали луѓето за вас ќе зборуваат дека сте нововерци или не. Ние не зборуваме за тоа што мислат по прашање на вашата вера. Што луѓето мислат за твојот карактер е важно. Дали луѓето кои ќе прашате за верка на оверка ќе кажат таа е ужасна жена, со неја да си немаш работа, или ќе кажат позитивни работи, како што кажа за неја. Затоа важно е што луѓето зборуваат за нас. Едно е да кажат, нели, овој човек го знам побожен човек или ова жена ја знам прекрасна жена, а замислете пак обратно. Замислете како би било ако луѓето да кажат, за него не ми кажувај, тој само по кафани го гледаме. Па тој е должен на цело Неготино и Кавадарци е должен, тој на сите страни само лаже, маме, прави 300 чуда или оди само по коцкарници оди. Не ми зборови за него, само по жени гледа. Замислете ако таква слика имат луѓето за мене и за тебе. Тоа веќе е лошо нешто. Затоа е важно да имаме во предвид што луѓето мислат за нас. Важно ли е што луѓето мислат за тебе? Важно е. Слушнете што вели апостол Павле. Во прво послание до Тимотеј, 3 глава, кога Павле зборува за критериумите на еден верски водач, за еден водач во црквата. Значи за некој кој што е пастор, старешина, па дури и ѓакон. Кога ги наведува критериумите, слушнете што вели. Помеѓу сите работи пишува да е чесен, да не е пијаница, добро да владее со својот дом, да ги воспитува децата. И слушнете една од работите што вели. Вели и да има добро мислење од надворешните. Кои се тие надворешните? Еве ви го динамичниот превод за да го разбереме. Вели, тој треба да ужива добар углед и кај луѓето што не и припаѓаат на црквата. Еве тоа е објаснувањето. Кои се тие надворешните? Надворешните се луѓето надвор неверните, луѓето кои што не се тука денеска на богослужба. Павле вели, пред да поставите некого за водач во црквата, прашајте ги тие надворешните. Гледайте, Павле не вели прашајте ги верните. Прашајте ги надворешните што мислат за него, што мислат за неа. И кој е ставот на Павле? Вели, тој треба да ужива добар углед кај оние што не и припаѓаат на црквата. Кој ќе прашате за Тоше, кој ќе прашате за Горан, за Донка, за било кој, за Дејана, за Маја, кој ќе прашате каква личност е таа, што мислиш за него, Павле вели, мора да добиете позитивен одговор. Ако не, тој човек не треба да ја води црквата. Зошто? Бидејќи тој не ужива добро мислење од надворешните. Знаете ли зошто надворешните, зошто неверните? Бидејќи неверните многу добро знаат како треба да живееме ние христијаните. Го знаете ли тоа нешто? Многу добро знаат, верувајте. Тие знаат кои критериуми треба да ги пазиме, знаат како треба да живееме, знаат дека ние треба да сме честни, праведни, добри, знаат ги сите особини што треба да ги имаме ние. Многу добро знаат, иако не ја читале Библијата. И тие нема да лицемерат. Тие ќе ви кажат од отворено очи, ќе кажат, не ми зборови за тај човек, одел на црква, остај ти што оди на црква. Ти да знаеш што работи прави. Сме слушнали такви муабети. И тогаш се срамиме, наведнуваме глава, се срамиме и црвенееме, ути сме го сметале тој за наш брат или сестра, ама не брука низ цел град. Не брука тој брат или сестра. Затоа е важно што луѓето мислат за нас. Павле вели, треба да ужива добар углед од надворешните. И кога читаме за тоа нешто, ќе видиме дека ова нешто важи во многу сфери. Надворешните, реков, знаат многу добро и не само што знаат. Интересно е, тие постојано не снимаат. Тие снимат и гледат цело време што правиш. И може би дури кога си мислиш дека никој не те забележал, кога си седиш таму со некој пиеш кафе, ти мислиш никој не забележал, тие снимаат. Има една слика, може би сте ја виделе на Facebook, вели најстариот видео надзор за надгледување. И гледаш 3 бабички седат на клупа и тие гледаат се што се случува во малото. Тие се тој видео надзор што се снима и ништо не им поминува да не забележат. Зошто е важно што другите мислат за тебе? Затоа што
Со твојот јавен живот ти сведочиш за другите пред Христос. Ти си живо сведоштво за луѓето. Ние со нашето однесување можеме да придобиеме некого за Христос или можеме да оддалечиме некого за Христос. Познатиот индиски водач Махатма Ганди еднаш има кажано: и јас ке бев христијанин, да не беа христијаните. Ова го кажал затоа што тој гледал како христијаните се однесуваат непримерно, небиблиски, спротивно на оно што учел Исус. И тој соблазнат, разочаран од нивното однесување, тој рекол: ке бев и јас христијанин, да не беа христијаните, да не беше нивното однесување. Замисли колку би било жално ако некој тоа го каже за мене и за тебе, да каже: ке бев и јас христијанин, да не беше однесувањето на Горан, да не гледав како Горан се однесува непримерно или било кој од нас. Апостол Павле во Римјаните 2 глава 24 стих, слушнете што вели: заради вас се хули Божјото име меѓу народите. Тој ги укорува овде верниците во Рим и вели: вие начинот по кој што се однесувате правете неверните луѓе, народите, да го хулат Божјото име. Со други зборови да велат: каков Господ е на овие христијаните, бе, какви ги направи овие христијаните, види како се однесуваат лошо. Да не дозволиме со нашето однесување да донесеме или да допринесеме неверните заради нас да го хулат Божјото име или да зборуваат лошо. Затоа апостол Петар во 1 Петрово 2 глава вели: однесувајте се примерно спрема луѓето кои што не го познаваат Бога, или однесувајте се примерно пред нив. Зошто? Тој продолжува и вели: иако тие ве клеветат дека сте злосторници, кога ќе видат дека вршите добри дела, ќе го прослават Бога во денот кога тој ќе ги посети. Павле вели: однесувајте се примерно пред очите на неверните. Однесувајте се примерно пред нив, живеете еден примерен живот. Зошто? Бидејќи тие можеби за вас зборуваат лошо, ама еден ден кој ќе ги видат вашите добри дела, вашиот живот, тие ќе го прослават Бога и ќе речат: многу ни е мило што има вакви луѓе во овој град. Фала ти Господе за овие луѓе. Да не беше овој човек да ми помогне, уште ќе лежеш на улица. Да не беше оваа жена да се моли за мене, уште ќе бев неверен. Затоа однесувајте се, вели, примерно пред неверните. И имај во предвид една работа. Кога си станал христијанин, од денот кога го предаде животот на Исус Христос, твојот живот веќе не е приказна за тебе. Знаете ли за кого е? За Исус. Ти веќе не живееш за да сведочиш за тебе. Ти не живееш веќе за да се прославиш себе си, за да се промовираш себе си. Ние од денот кога сме го прифатили Исус, ние од тој ден живееме за Христос. И нашиот живот веќе станува приказка за тоа што Исус направи во мојот живот. Затоа апостол Павле кога зборува за себе си, тој веќе не живеам јас, туку Христос живее во мене. И затоа внимавајте со секое ваше однесување, вие живеете за Христос. И луѓето тоа го гледаат. Многу е важно што луѓето мислат за мене и за тебе. Пак ќе се вратиме на самиот Господ Исус. Често пати ние знаеме да ги продуховуваме работите и да кажеме: важно е јас пред Бог како се однесувам. Не е важно пред луѓето, важно е јас да сум духовен. Слушнете што пише во Библијата за Исус во Лука 2 глава 52 стих. Зборува за Исус кој што беше се уште мал, но растеше. Гледайте како е опишан неговиот живот во тој период. Вели: Исус растеше и напредуваше во мудрост, здобивајќи се со благонаклоност пред Бога и пред луѓето. Го забележавте ли овој мал детал? Што мислите, зошто е важно, зошто авторот овде нагласил пред Бога и пред луѓето? Тој можел само да напише: Исус растеше во мудрост и благонаклоност пред Бога. Значи Исус напредуваше во неговиот живот. Тој напредуваше во мудрост, во неговото поведение, во неговиот живот пред Бога. И доволно е, тука можеме да завршиме. Повеќето од нас би биле задоволни со ова нешто. Но текстот вели: тој напредуваше пред Бога и пред луѓето.
Зошто? Бидејќи е важно нашиот духовен живот, нашите дела не само да се видливи пред Бога, туку и пред луѓето. Многу христијани денеска знаат да кажат јас сум супер пред Бога, или кој ќе разговарате со нив за нивниот живот, како непримерно живеат, тие ќе кажат, ма многу ме гали, ја важно имам добар однос со Бог. Еднаш во една прилика сретнав една жена која што се сметаше за христијанка, одеше на црква, но за жал живееше неморален живот, живееше со друг маж. И кога ја прашав за тоа нешто, нели, што мисли таа рече, јас со Бог сум си добро, мојот однос со Бог си е добар, јас секој ден си се молам на Бог, си читам Библија, мене не ми е важно што мислат луѓето. Сега сметате ли дека тоа е во ред? Ние често пати живееме во заблуда, или има луѓе христијани кои што знаат да живеат во заблуда дека важно е каков е мојот однос пред Бог. И тие живеат во една супер духовност. Тие живеат во духовност, може би се молат по цел ден, може би, ако нив ги прашате, тие целата Библија знаат на памет, се знаат, нема што не знаат. Тие се супер теолози, се знаат, проповеди слушаат, дури не мора ни црква да одат, пошто се знаат. Ама најчесто нивниот живот пред луѓето не е како што треба. Пред Бог тие мислат дека се супер, ако се супер, барем во тие работи кои што сметаат дека се духовни. Ама пред луѓето нивниот живот не изведа како што треба. Гледав скоро едно видео на интернет, на YouTube, каде што имаше еден вид дебата или во студио, отворен разговор помеѓу еден христијанин водител кој што беше на емисијата, имаше неколку жени. Една од тие жените, ако не и сите, беше жена која што отворено себе си се изјаснуваше како проститутка и порно глумица. Да, тоа е нејзина професија и тоа не го криеше во емисијата, отворено зборуваше за тоа нешто и не се срамеше. И водителот ја праша, добро, ти се сметаш ли за христијанка? Таа рече, да, јас го љубам Бога, јас имам добар однос со Бог. Тој рече, но истовремено ти снимаш порно филмови и спиеш со други мажи, ти си проститутка. Таа рече, па да, Исус мене ме сака и на Исус тоа не му пречи. Таа рече, јас дури еве имам и крст во знак дека го љубам Бога. И навистина таа носеше крст на наградите пред себе си. Ланче. И сега вие го слушате тоа нешто и за вас е непоимливо. Си велите, чекај, како може едното со друго заедно? Но за неа можеше, затоа што за неа беше важно дека Бог ја љуби. И таа сметаше дека има добар однос со Бог. Таа рече, јас имам добар однос со Бог, јас се молам на Него постојано секој ден. Но истовремено живееше неморален живот и пред луѓето таа беше едно лошо сведоштво. Затоа овде не случајно е наведено дека Исус напредуваше пред Бог и пред луѓето. Не е доволно само да кажеме јас пред Бог сум си добар. Што фајда ако сме добри пред Бог, но ако таа духовност не се пресликува во квалитетот на нашиот карактер и на нашиот живот. Твојата духовност не вреди ништо и твојата духовност нема да помогне ако таа е само пред Бога, а во карактерот, во квалитетот на твојот живот не се пресликува. Еден наш брат и познат пастор, проповедник, Томислав Зорик, беше скоро во Македонија. Многу мил брат ми е и тој има многу добри проповеди. Но ова прашање тој има изјавено вака. Духовноста која што не се пресликува во квалитетот и во карактерот на животот на христијанинот, таа не е библиска духовност. Запамтивте, нели? Духовноста која што е само пред Бог, а не се пресликува во твојот живот и не може луѓето да го видат, да ја видат таа промена, таа не е библиска духовност. Ама ние ќе кажеме, ама он се многу моле. Да, се моле, ама ќе го видите и многу пие. Ама знаеш, он ја знае целата Библија на памет. Да, ама ја тепа жена му дома и пред сите прави скандал. Ама знаеш, она носи крст со ланче. Носи крст со ланче, ама исто така и снима порно филмови. И тогаш, кој е фајдето ако носи крст, ако многу се моли, ако ја знае Библијата на памет, ништо од ова нема да помогне. Во Јован 5 глава, самиот Исус кажува, вели,
јас имам поголемо сведоштво со поголема тежина од онаа на Јован, бидејќи делата што мојот татко ми ги довери да ги вршам и ги извршувам, сведочат дека сум испратен од небесниот татко. Што Исус овде ни кажува всушност? Исус вели, моето сведоштво е поголемо затоа што делата што ги вршам пред луѓето, тие се доказ, тие се потврда дека јас сум испратен од небесниот татко. Или поинаку кажано, со други зборови, Исус сакаше да каже, гледајте ме како живеам и вие ќе знаете од кој сум испратен. Моите дела, ако ги анализирате и мојот живот, ќе ви покаже дека јас сум син на небесниот Бог. Тие зборуваат за мене. Не мора јас ништо да ви кажувам со зборови. Кога луѓето го наблюдуваат Исус, тие можеа да дојдат до таков заклучок. Неговите дела сведочеа за Исус. А каков живот живееше Исус? Ако треба да го опишеме Исус, ако сме биле тогаш и сме го наблюдувале, па и од она што го читаме за него, ние ќе кажеме дека Исус беше олицетворение на една вистинска љубов. Исус, како што спомна Давид на почеток, секојаш се трудеше да ги решава работите на мирен начин, во љубов. Тој простуваше на грешниците, помагаше на сиромасите, ги заштитуваше онеправданите и слабите, отфрлените, ги исцелуваше болните и се жртвуваше на крстот за сите нас. Тоа беше Исус. И кога гледаме неговиот живот, ние велиме, тој мора да е нешто повеќе од обичен човек. Тој мора да е син Божи. Неговите дела зборуваа за тоа кој е он. Неговите дела помагаа да разбереме. Кога луѓето ги гледат моите и твоите дела, што можат да заклучат? Можат ли да заклучат дека јас и ти сме синови и ќерки Божи? Можат ли да заклучат дека ние сме негови деца? Можат ли да дојдат до тој заклучок, ако ги гледат нашите дела? Исус, знаете, за нас кажа дека ние сме светлина на овој свет. Тој кажа, вие сте солта на овој свет. Знаете каква улога има светлината и тој го објасни тоа. Улогата на светлината е да осветлува се, да ја отстранува темнината, и кога ние имаме светилка дома, ја ставаме на високо за да ни свети. Така вели и вашиот живот треба да свети пред луѓето. Исус ова сакаше да каже дека ние кога живееме јавно пред другите луѓе, ние треба да светиме, ние треба да зрачиме, луѓето треба во нас да видат нешто позитивно. Кога Исус велеше, вие сте солта на светот, солта, знаете, не служи за да ја скриеме некаде во долапчето и таму да си стои. Солта зашто ја користиме? Да ја ставиме во манџата и манџата да добие вкус. Да ставиме во храната. И ние сме солта на овој свет. Ако овој свет е манџата, ние треба да дадеме вкус со нашиот живот. Кога тие ќе го наблюдуваат нашиот живот, тој да донесе нешто позитивно. Затоа важно е што луѓето мислат за нас, бидејќи ние со нашиот живот сведочиме за Исус. Со нашиот живот ние треба да видиме сол и светлина. Има една изрека која што вели: сведочи на сите за Исус и ако е потребно, употреби и зборови. Па добро, како другојаче би сведочеле за Исус? Со нашиот живот. Не мора секојаш да се зборови. Една друга изрека вели дека нашиот живот е петото евангелие кое што сите околу нас го читаат. Колку евангелија има во Библијата? 4. Да. 4, но ние сме петото евангелие. Луѓето го читат евангелие по Матеј, Јован, Марко, Лука и читаат за Исус. Но кога луѓето не гледаат нас, тие го читат петото евангелие. Тие дознаваат за Исус преку нас, преку нашиот живот. И во зависност од тоа како живееме, тие или ќе добијат правилна слика за Исус, или како што Давид кажа ово утро, ќе добијат искривена слика за Исус преку погрешни можеби обичаи. Ако ние одиме се опиваме и правиме некакви погрешни работи, церемонии, тогаш ќе добијат погрешна слика за Исус. Еве пред ден-два во Скопје имаше литија и се носеше икона на Богородица Трорачица. И не знам каква е таа Богородица, мене беше чудно. Богородица со 3 раци. Не знам, некаква... Не знам како прави, дали ако е со 3 раци некаков
хибрид тоа е, не знам што ќе дојде. Но како и да е, гледате, нашиот народ и поголем дел од православните христијани веруваат дека некој од некаде треба да им донесе некаков предмет, некаква слика, икона, па дури да е копија, за да може Господ да го благослови тој град. Што ако таа икона некој ја украде? Отиде благословот. Што ако немаме пари да ја купиме и да ја донесеме? Нема благослов. Ако Бог зависеше од предмет за да не благослови, тогаш тој Бог е ограничен Бог. И што правиме ние што немаме во Неготино таква икона? Што правиме тие што немат во Радови, што нема таква икона, што во Штип што немат? Дали тоа значи дека сега Бог ќе ги благослови само Скопјани? Кажи, извинете, вие тука жал ми е, набавите си икона, додека не си набавите, за вас благослов нема. Каков татко небесен би бил тој кој што љуби само едни, а не други? И каков татко би бил тој кој што праведен би бил татко, кој што благословува некој само заради предмет, без разлика дали се верни на него или не? Замислете, во Радовиш имаме луѓе што се верни на Бога, живеат примерен, праведен живот, му се молат на него секој ден, се пазат од гревот, ама немат икона. Па извини, нема благослов. Дали Бог нив помалку ќе ги благослови од тие кои што имаат во Скопје икона? Ако ние живееме таков живот, ние ќе оставиме погрешна слика пред луѓето за Бог. Затоа е важно како живот живееме и како се однесуваме. И со нашиот живот, со мојот и со твојот живот, ти можеш некого да донесеш до Бог, до спасение или да го оддалечиш. Скоро ни беше тука минатата недела всушност Роберт Шаламанов од Радовиш. И тој накратко пак го сподели неговото сведоштво. Они од вас кои што бевте тука го слушавте можеби. И во неговото сведоштво тој кажува, јас го знам добро бидејќи сум го слушал повеќе пати, тој всушност поверувал во Исус во затвор. Тој бил наркоман и заради тоа што продавал дрога и не знам се занимавал со тоа нешто, завршил во затвор. И таму во затвор сретнал еден негов пријател кој што во меѓувреме станал христијанин, ама имал некое старо дело за кое што морал да лежи во затвор и се нашол таму. Роберт вели, јас додека бев во затворот и го наблюдував Јордан, вели, сите во затворот се нешто несрекни, тажни, нервозни, пцуат. Вика, само Јордан го гледам весел. Весел бе у затвор, весел. И веќе вели, мене тоа ми беше чудно. Седнуваме да јадеме, ни носат некаква помија, никаква храна, сите ние се мрштиме, Јордан го слушам, ја наведнува главата и вели, фала ти Господе за храната. И вели, јас се чудам, како ме можеш да благодариш, нели, за ваква храна и да бидеш благодарен и среќен и весел. И вели, ај шо благодари за храната, вели, фала ти Боже и за Роберт. И јас велам, и за мене, шо па јас толку, нели, шо за мене благодари. Но однесувањето на Јордан го натерало Роберт да почне да се прашува за Бог. И тој седнал во една прилика и го прашал Јордан, добро, што е тоа што ти го имаш, а јас го немам? Кажи ми, што те прави среќен? И тогаш Јордан можел да му зборува за Исус. Но гледате, најнапред, животот на Јордан сведочел за Исус. И Роберт, кога го гледал Јордан, тој почнал да си мисли, Јордан има нешто што јас немам. Јас сакам да го имам тоа нешто. Не знам што е, но има нешто што Јордан го прави радосен. И така Роберт дознал за Исус. Затоа е важно што луѓето мислат за мене и за тебе. Не дека ние треба да се загрижуваме ако луѓето зборуваат против нас и покрај тоа што живееме христијански живот. Апостол Павле на едно место вели, ако јас требаше да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христос слуга. Нашата цел не е да им угодуваме на луѓето, но важно е да слушнеме што луѓето мислат за нас, за да се преиспитаме. Веќе во голема мера, кога луѓето зборуваат нешто, особено неверните, верувајте, во голема мера тоа е реална слика за тоа каков живот живееш. Овде зборувам за вашиот карактер, не за вашата определеност да го следите Исус. Многу често пати луѓето ќе имат правилна слика по прашање на вашиот карактер. Дали вие живеете морално, неморално, дали живеете примерно или не. И во заклучок, еве само да повториме некои работи. Важно е тоа што луѓето го велат за тебе, бидејќи тоа зборува за твојот карактер. Твојот јавен живот е твоето сведоштво за Исус пред другите. Затоа е важно како живот живееш пред луѓето.
И не е доволно да си духовен само пред Бог, без да даваш дела или плодови. И последно нещо, ако твојот живот свети пред луѓето, ти можеш да придобиеш повеќе луѓе за Христос. Еве, тоа е содржината на оваа проповед. Амин. Може да си